Како што веќе најавив со мене во студиото и колегата Александар Шулјаковски, Шотле, добро утро. Заедно ја слушавме Зринка од Загреб, навистина на необична ситуација, до душа морам да признам ситуација на која и ние овдека во изминатите години често сме жестока конфронтација власт опозиција, но сепак Милановиќ со своето однесување навистина го збуни регионот, па дури и по широката меѓународна заедница во последниве 2-3 месеци. Па, гледај, таа политичка неартикулираност и кај нас ја имаме. Некоја помала тензија, но ја имаме. Еве, што почни од, не знам, функционална блокада на собранието. До изјава имаше вчера овој Мицковски, вели, ќе освоиме 61. Пратеник, да, мнозинство. Груевски, ако се сеќаваш. Тоа му беше целта, а они од Груевски никогаш не се дистанцираа. Така што сепак се прекрупни темите за таква збунетост. Мислам, Милановиќ не е било кој, не е кој било. Мислам, ама и тоа е очигледно капацитетот на овие простори. Ти немаш политичка ако го замислиме општеството како систем во кој владеат некои општи вредности, општи достигнувања, кај нас владеат парцијални, групни, па и многу посебни. Персонални, па апсолутно. Што е ова? Подготовка за враќање на Груевски. Мислам, дури ни тоа е толку безсмислено, што ја не знам дали има луѓе кои веруваат таму, ама очигледно веруваат. Гледате ги вие овој Мицковски, па гледате го Александар Николовски, па тоа е тоа ниво. Тоа е тоа ниво. Сепак ќе кажат поддржувачите на опозицијата, се разбира, па и други, дека тоа е работа на опозицијата, да ја прави животот на власта што потежок, дека ова активна плогада на собранието е резултат на наводно штетните загоди што ги носи власта и така натаму. Не е ни прв ни последен пат вакви случувања во собранието. Вчера видовме еден прилично шеговит ден во кој што имаше викања, тропања, надвикувања, едва и да се усвојат и дневните редови и така натаму. Каде тоа може да оди од тука натаму? Да, ама има и една друга контратеза нова. Опозицијата е дополнување на власта. Она што власта не го направила, пропуштила да го направи, или не сакала да го направи, или било кое оправдување, треба да го дополни опозицијата. А со овој начин никако не успева тоа да го направи и не знам дали ги успее било кога. Вчера со професорот Ненад Марковиќ, со кој што исто така имаме релативно редовни анализи на состојбите, и тој самиот заклучува дека за жал не гледаме предлози од опозицијата на политиките што ги води власта и дека заради тоа гледаме од друга страна само овој вид на негирања, блокирања кои што во принцип се со краток рок и така натаму. Више послушно знае што ќе биде на било кој потез на власт, они реагираат нови избори, парламентарно мнозинство, ние го имаме, вие го немате. Што станува толку излитено и толку погрешно. Просто верувам, не сакам да верувам дека такви игноранти ги има во опозицијата. Ништо власта не е многу подобра. Но ја има власта, ама ова е флагрантно покажување на неспособност. На немање капацитет во известна смисла. Ма немање никаков капацитет. Како ја коментираш состојбата во град Скопје? Јас почнавме утринава со тоа, бидејќи вчера се случи еден непријатен преседан. Градоначалничката не се појави воопшто ни на седницата на Советот на град Скопје, која требаше биде наменета за прашање. Таа апсолутно одбива да комуницира со медиуми, не само со еден-два, практично со сите. Има неколку каде што само се појавува. Главните ветувања веќе 6 месеци на власт гледаме дека не се остваруваат. А сепак зад неја стои најголемата опозицијска партија која на едно друго ниво ова го прави што го прави во парламентот. Мислиш ли дека тие односи помеѓу госпоѓа Данела Арсовска и ВМРО ДПМН
можат да продолжат во некаква хармонија како што беа на изборите? Ја го гледам резултатот, а резултатот е дека во неколку општини во Скопје, например, не се издаваат дозволи, не се издаваат решенија за плацеви, што е една посебна кармакаша, тоа би ти била одлична тема за емисијава. Тоа регулирање на земјиште, градско, Не приватно, заради таа суспензија на урбанистичките планови е стопирано. Ама стопирано е више Со години. со години. А оваа градоначалничка има 3 живи градви на сред плоштад. Треба да се занимава со нешто. Ја не видов некој да земе да почне да ги мие улициве, ако ништо друго. Што е најмалата работа, а тоа се правеше пред, ја памтам, 40-50 години. Само да е биењето проблем, Шелјаковски. Не, зборам за елементарна... Од утринава еве слушаме дека и е престанато сообраќањето на број 19 автобусот за шоторизери, која е огромна населба, се разбира, и луѓето таму особено па имаат потреба од јавен превоз. Таква некомпетентност, намерна или не знам, или фингирана, или... Каде ќе оди целата оваа ситуација? Од една страна бојкот во собранието, постојани притисоци за воени исправи, од друга страна очекување да се види што ќе се случи ова со бугарска влада, ветото, таму ситуациите се компликувани, бидејќи очигледна е разликата во политиките во самата бугарска влада, а не пак меѓу неја и опозиција. Не го опозиција. знаеме, овде не го знаеме, очигледно, еве, сите наши аналитичари, не знам, овакви посматрачи, па и политичариве актуелни наши кои ја водат целата работа, мислам дека немаат представа што се случува таму и што ќе се случува. Може да ни изненади една и друга варијанта, но траљаво се води се таа. Каква ќе биде перспективата ако сепак решат да го задржат ветото? Мислам, ако решат да го симнат ветото, перспективата ќе биде повторно еден долг процес со многу преговори и така натаму. Точно, Но ако решат да го задржат ветото, што останува за Македонија? Можеме ли да си дозволиме да менуваме некаква проевропска Не политика? можеме ништо, зашто покажавме дека не можеме. Еве, не знам колку памтиш. Ја памтам 98, буџетот 98. Тоа не го памтам. Ја го памтам, 98, тоа е таа година која се смени власта, беше 1,6 милиони марки. Марки во тоа време, да. Сега е 4-5 пати повеќе. Сме пораснали ние 4-5 пати економски? Па веројатно не. Сигурно не. Добро, ама порасната е државната администрација, бројот, Ама пораснати пази, се трошоци. ова се страшни цифри, тоа се страшни пари. Истиот тој што плаќал 1, сега треба да плаќа 4. Да. Шолјаковски, за крај да прашам, може ли се во Македонија брзи избори, воредни избори, бидејќи затоа и го поставив ова прашање околу јуни и така натаму, опозицијата со право си притиска, власта вели не, ќе има редовни и така натаму, но може ли да дојдеме во ситуација сепак да има потреба од воредни парламентарни избори заради политичка блокада во државата? И? Не знам. Не, и? Ќе се направат избори и добро, еве ВМРО ќе освои 61 Па добро, нека освои. Значајно и. Ова е Значајно најкратката е. анализа што сум ја слушал. Апсолутно. Прашањето дали се може да избори. Александар Шилјаковски, благодарам.